Почитувани добровечери, добре дојдовте во Само вистина вечерва во студиото се моите колеги Љубиша Николовски, Христо Ивановски. Ви благодарам што сте дел од вечерашната Само вистина. Добре дојде. За почеток би сакала да зборуваме за она што е најактуелно во светските размери. Секако ќе зборуваме за домашната политика, за она што се случува во опозицијската СДСМ, околу извештајот, околу Европскиот парламент и денешните амандмани таму. Но за почеток, како оваа ситуација на Блискиот исток, Христо Ивановски, ти си еден добар хроничар на овие геополитички случувања. Еве сега видовме, се пофалија дека бил убиен шефот на иранското разузнавање, шефот за безбедност Али Ларџани. Од друга страна видовме дека Трамп тешко успева да ги разубеди европските сојузници да ги убеди, да. Околу помошта што ја бара околу Иран. Што очекуваш, како ќе се случи оваа разврска? Ова е многу битно за нас, бидејќи веќе ги чувствуваме и економските последици. За мене лично, бидејќи ги следам овие настани долго време, а имав и прилика тамо некаде 91-а, кога се враќав од Австралија да видам што значи конфликт, тогаш беше Иран-Ирак конфликтот, кога се изместија сите коридори, авиокоридори за враќање назад, кога летавме еден круг, цела планета свртевме за да дојдеме во Македонија. Сега е слична ситуацијата, оти баш таму е крстосницата на овие авионските коридори. За нас е битно затоа што веќе Европа е на некој начин вовлечена во овој конфликт. Индиректно, меѓутоа можеби наскоро ќе биде директно за некои големи интереси, пред се НАТО, дали НАТО ќе опстане или нема да опстане. Ако некој ве праша што ќе се случи, беше едно од заканите на Трамп, нели? Што ќе се случи со овој конфликт, навистина не знам, иако знаев дека ќе дојде до овој конфликт, и се беше наместено за да се удрат уште лани во јуни, кога Израел изврши воздушни напади, а иранците возвратија. Сега ситуацијата многу заплеткана е, многу нејасна, затоа што имаме неспецифичен начин на војување. Имаме класична војна, имаме асиметрична, имаме хибридна и за прв пат вештачка интелигенција. И од двете страни велат дека победуваат, и Трамп велеше ќе заврши за некој ден, ќе кажам кога, меѓутоа едни победуваат, иранците не велат дека победуваат, меѓутоа не се поразени, а веќе објави победа Трамп, неговите целите на оваа интервенција, нели громогласен или епски удар на Иран ги исполнила целите, но неизвестно е. Ако е така, требаше да заврши. Неизвестно е затоа што немаме информации, се води информатичка војна, се води војна со вештачка интелигенција, излегуваат само политичари дават изјави, немаме, например, портпароли на Министерства за одбрана и така натаму, и се користат многу фона што беше актуелно пред неколку години слики креирани со вештачка интелигенција. Ние не знаеме што е реалниот конфликт, а што е искреираниот конфликт. Но како и да е, не може да трае до недоглед. Еден ден ќе дојде и овој конфликт ќе заврши. Јас мислам дека можеби тоа Трамп ќе го направи за неколку дена, меѓутоа се одолжи веќе колку? 28 февруари. Они рекоа 4 недели, па сега ќе видиме дали ќе биде тоа 4 недели, затоа што е масивен напад и од Америка и од Израел, навистина тоа е огромна територија и се таргетираат многу цели преку, не знам, 4-5 илјади до сега се според американскиве информации се елиминирани или се погодени. Сега е островот на нафтата е клучот тука и ќе видиме како ќе реагират и соседите. Дали тие ќе бидат вовлечени, они се во арапските земји. Апропо твојата проценка? На прашањето кога ќе заврши, мислам дека можеби треба да си поставиме едно друго прашање, што е пак контрадикторно. Зошто почна војната во Иран? Мислам дека дури ни Трамп веќе не го знае одговорот, нити САД. Дали беше заради нуклеарното вооружување на Иран, што трае со децении, не знаеме до каде е со подготовка на атомска бомба. Тоа некако се крие, бидејќи Иран е излезен од тој договор за, како се каже Христо, за нуклеарно вооружување. Значи, не дозволува контрола на
на инспекции од Обединетите нации. Потоа беше дека треба да се урне режимот во Иран, за да им се даде... Па беше ликвидиран Хамнеи, дека тоа ќе доведе до внатрешна револуција, промена на режимот, демократските сили ќе завладеат. Тоа не се случи. Трето, не знам што би било причината за која што почна, но ни едното ни другото не дава резултати. Значи, не ги напаѓа директно нуклеарните постројки во Иран, бидејќи тие се длабоко закопани под земја. Нешто малку оштетуваат, но имаше и колатерални штети. 160 деца загинаа. Да, и тоа сега веќе се истражува од страна на Обединетите нации. нации. Значи, не се толку прецизни тие ракети кои што се насочени како што го погодија врховниот лидер во Иран тогаш. Демократијата не доаѓа од надвор. Тоа е прашање на револуција. Револуциите треба се случат од внатре. Најчесто се, како да кажем, има жртви, крвави се. Во Иран имаше неколку обиди, завршува неславно по населението таму, но дека Соединетите американски држави влегле во војна заради тоа, се покажува дека тоа нема да има резултати. Знаете, ако, еве и Христос знае, ако ги земеме примерите на Сирија, ако земеме примерот со Ирак, ако земеме примерот со Либија, однадвор случените револуции, сега таму имаме едни земји кои што се конгломератно... Буквално, као и на некој начин распаднати и не функционира, да. На некој начин и пред тоа може би беа диктаторски режими, ма функционира. Сега не знаеме кој владее во Сирија и до кога ќе владее. Ово што го зборува Ивановски, дека на некој начин Европската унија индиректно или членките на НАТО индиректно се вклучуваат, иако Денеска Каја Калас се вклучуваат, дека тоа не е војна тоа не е на наша војна. Значи зошто би помогнале, бидејќи не ни најави нам Трамп дека ќе влезе у таа шема. Се помалку се користи Обединетите нации, се помалку се користи и НАТО како изговор. Тука е директно поддршка на Израел, бидејќи е Вчера Грција имаше став дека не го поддржуваат, претходно имаше Шпанија. Така, но трпат сите. Трпиме и ние, бидејќи нафтата не доаѓа. Денеска е најскапо што може да биде. Дури не верувам дека било какви мерки да преземе владава, толку брзо може да се врати старата цена. И, како да кажам, земите се погодени од економски аспект. Иран вели, ние не ја браниме нафтата, ја даваме на нашите пријатели. Не ја даваме на нашите непријатели. Што е логично во ваква ситуација. Нафта уште оди, иранска нафта уште оди, ама во Кина. Ама не, се извезува, не е запрено. Да, не е запрено, ама не им дава на тие што ја напаѓа. Но тоа беше нели една од спекулациите беше дека токму војната за да се спречи извозот на нафта за Кина, бидејќи Кина ама на таа тече. Економски, што значи, на некого тоа не му се бендисно. Ако се работи за некаква глобална поделба повторно на светот, зашто некој клип гледав од времето уште на Жириновски, кога беше првиот мандат на Трамп, дека Русија и Америка ќе се договорат, ќе го поделат. Делот тоа нема да биде Јалта, ќе биде не знам друг. Делот тие предвидувања, да. Друг договор. Може би станува збор за тоа, ама дали Трамп предвидел, се они имаат резерви на нафта, може би не име многу, нема да ги почувствуваат тие последици, но ние помалите држави и Европа најверојатно да, се сеќавате какви беа санкциите кон Русија кога почна Украина, цела Европа се преврте, ние повторно го чувствувавме тоа. Наистина не знам, може би таму е одговорот, бидејќи јас сум сигурен, лично убеден сум, дури да се случи некаков преврат во Иран, тоа ви е како во Србија, ако тоа повторно граѓаните мислат дека тоа е најдоброто за нив, поголемиот број од нив, тоаш ништо не сте направиле, не можете вие сега со некакви курди, сунити кои што се обидуваат да пенетрираат со нив да направите влада. Се покажа дека тоа не е баш добро. Но сите оваа ситуација со тие случувања тензии на Блискиот Исток, војната во Украина се уште нема решение. Вчера имаше информација дека Иран наводно ги одбил посредниците за прекир на огнот. Не знам ни тоа дали е точно, што кажуваше и Ивановски, се води на некој начин и пропагандна војна. Овдека во соседството кај нас слушаме, еве, Вучич се вооружувал, купувал кинеско оружје, се ги справете ме ако грешам, па имаше изјави дека стравувале од напад од Албанија и Косово, од Хрватска, па некој негов соработник дека ете и Бугарија ќе можела да нападне Македонија и Јужна Србија. Некако се заострува таа војна реторика. Што е во позадината?
Дали ние сега во моментов Ќе дојдеме и на наш терен, затоа што Нашата влада се изјасни како се изјасни во оваа ситуација, нашата влада се изјасни како што требаше да се изјасни. Тоа е зазема страна, си кажа, и тоа е добро. Добро е кога ќе заземеш страна, знаеме со кого имаме работа. Значи, ние го поддржуваме ова што се случува сега, нападот израелски и американски на Иран. Постојат многу причини зашто ова се прави. Затоа што Иран е оставен како круната, како дијамантот на круната, почнувајќи од земјите на Магреб, која што почна арапската пролет. Арапска пролет си ја викат западњациве, не ја викат арапите. Нормално затоа што почна уривање на стари режими, почна уривање на нешто што е направено пред повеќе од 100 години, а се викаше Баас партија. Баас партијата носеше некој си таму вид социјализам во тие земји, некоја си благосостојба и мир во куќа. Стабилни системи, ако некој се крене, веднаш тоа се елиминира и нема ширење на тоа. Со арапската пролет се сменија многу работи, се дојде на ред и на Иран. Иран е крајот. Дали Трамп ќе заглави во Иран или ќе излезе како некаков победник е неизвестно. Затоа што сепак Иран е многу голем. Иран има традиција на држава, има традиција на воено организирање и плюс тоа е опасен надвор од границите на Иран. Има своји прокси милиции, еве кои се активни сега во Багдад, значи бомбардираат таму, тоа дел од револуционерната гарда се тие. Не се Хезбола се во Либан. Тоа се опасни, истренирани, еве сега, пап на повик они реагираат. Значи, постојат многу причини зашто Трамп го направи ова. Денеска се потсетив на еден говор на Обама во 2012, тогаш беше како се викаше овој Вук беше за надворешни работи на Србија. Вук Јеремич? Јеремич. Тогаш беше он председател на Генерално собрание и тогаш Обама само што го избра и држи говор, првата закана е кон Иран. Исто со прстот немој да сте се осмелиле да произведете нуклеарна бомба. Тоа прашање остана нерешено. Значи Обама е демократ и он сакаше Иран да го Ќе има ли таа нуклеарна бомба? Сепак се зборува дека најверојатно ја нема. По случајот со Садам Хусейн потоа призна и Блер, ми се чини, нели во Обединетите нации дека немало работава ако ја има дали ќе употреби. Ако ја има дали ќе употреби. И сега ако ќе се префрлиме од Иран, работава станува многу посериозна затоа што сите играат отворен покер. Трамп игра отворен покер, он ја објави стратегијата уште лани и доктрината и ние знаеме дека за нив број еден непријател е Кина. А Кина има големи интереси во Иран, он е на некој начин сојузник, па дури успеа и лани да ги спои Саудиска Арабија, значи сунитите, со Иран шиитите. И они направија така едно помирување што не се случило со децении. Во тој момент се случи нападот на израелците на постројките во Иран. Христо, тоа е така испреплетено. Што е малку зачудува се, има една контрадикторност, може би ти знаеш да одговориш. Израел исто така се верува дека има атомско вооружување. Така? Да, има, тоа е. Но никој не докажува, бидејќи тие не се потписници на договор, инспекции не може да влезат во Израел да проверат дали има или нема. И уште 7 други држави имаат атомско вооружување. Зошто, да речеме, проблем тогаш Иран да има? Не, има разлика. Значи, има Индија, има Пакистан, има Северна Кореја и да не говориме. Веројатно затоа што има нафта. Не, едно е нуклеарни боеви глави, да имаш прашање. нуклеарно боеви глави со ограничена моќ, друго е да имаш атомска бомба која може да направи сериозни. Да, ама велат дека затоа што претпоставувам дека еден од одговорите, ако му се дозволи на Иран, тоа зошто не и Саудиска Арабија? Тоа зашто не и другите на Блискиот Исток? Па добро, некои се сојузници со... Значи, тука е прашањето на кој ќе му дозволи светот, Русија или Америка, да го има тоа потенцијално вооружување, за да има некаков... Па добро, како и да се сведува на тоа дека сојузите се во некаков конфликт. Се знае и на Пакистан нуклеарниот потенцијал, се знае еве и на Франција која сега сака да стане некоја нуклеарна сила во залет, на европска нуклеарна сила. Ќе видиме како тоа ќе оди. И сега, оружјето звечка, нормално е, живееме во таков свет. Русија и Украина се 4 години во војна. Тоа е долг период, обично војните завршуваат за 4 години. Ако
Тука не се исцрпени ресурсите во Украина, милиарди отидоа луѓе испод загина. А ова се што се случува во Иран е 10 пати поскапо, ти се користи нова технологија. Например, вие за да соборите една ракета која оди сега, да речеме, према Ерусалим, па треба да испукате 30 за да ја пресретнат. А тие ракети што пресретнуваат се 4-5 пати поскапи од тие што доаѓаат. Огромни се. Ја не знам по колку милиарди беше тоа дневно. Америка. Треба ли реално Ивановски да стравува Европа од проширување на конфликт? Како не? Европа треба да стравува затоа што има внатрешни проблеми, нема кохезивност, поделена е по многу прашања. Европа ќе кога да е веќе влегува во период кога незините идентитети се појавуваат, новите идентитети, поврзани со муслиманство, со ислам, нешто што не било својствено за овие држави. Да, и го има тој проблем, да. Незините вредносни скали, незините морални скали се поместуваат. Не е исто што било пред 30-40 години и сега. Затоа Европа внимателна не сака да влезе во овој конфликт. Има сериозно население Но, од друга кое страна, поддржува... ескалацијата на конфликтот ќе значи нов бран на мигранти, токму кон Европа. Па нема каде. Да. Нема каде на друго место. Турција е прва. Турција колку прими тогаш од Сирија? Милиони. Да, 10 милиони, 5 милиони. И така ги успеа да ги задржи Нешто со договор кој го плаќаа нели европејците. А сега тоа ако тргне од Иран, не знам. Еднаш тргна од Иран, тоа е негде 79-та година, меѓутоа имаше и предходно. Предходно имаше исто бран кога социјалистите беа тамо предмет на шиканирање и промена. Јас запознав еден дисидент во Холандија, страшен писател, Кадер Абдула, кој кажува, вика, одеднашка ти се запира телевизија, ти се запира музика, ти се запира кино, нема ништо од тоа, темница. Па, интернет, да. Затвори, политички прогони и он преку Турција успел да се спаси во Холандија, а ги има многу. Плюс тоа ние грешиме, зборуваме за Персија, меѓутоа овој режим не е Персија, нема никаква врска со Персија. Персија е нешто многу големо, нешто многу моќно во наука, во медицина, во математика и така натаму. Плюс друга религија, тоа е зороастризам. Сега зборуваме за ислам. Однос на науката, да, имаше некои емисии, следев, имаат навистина развој, особено и во медицина. Па имаат, порано и нив ги ликвидира, се сеќаш тие научници кои ги уште пред 20 години кои ги елиминира. Ама овие што се за атомско вооружување ги чуваат. Тие треба, ги увезуваат. Неодамна во Скопје, кога беше генералниот секретар на НАТО, председателката потенцираше дека нашето членство во Европската унија е безбедносно прашање, па во тој контекст што правиме сега ние во таа смисла? Ајде, Љубче. Па навистина не знам што правим. Немам одговор. И друг па сме говореле дека на таа тема. Декларативно велиме дека ние не се откажуваме од нашата европска иднина. Во меѓувреме поддржуваме САД и тоа борет ништо не пречи. На тоа се стратешките Никој нема да правци, ни се налути една мала држава што во дадени моменти бира страна, но не е тоа дека и едни или други ние сме решени да бидеме дел од Европската унија. Ние сме дел од Европа. Добро, ама ние ги следиме политиките неоекономските санкции кон Иран, Да. исто ги спроведуваме. Па не гледам сега, еве, Ако не се лажам сега. како да ви кажам, до кај сме. Последно извештајот на Вајц. До 6 март беа амандманите. Повторно бугарите имаат најмногу амандмани. Не знам кој таму се бори за нас, ЕПП, каде што припаѓа и нашата влада. Таму се па и бугарите исто припаѓа. Дали Орбан ќе помогне, не знам, еве, кој може. Добро, како и да Европскиот Излегува таму парламент, дека не нема бранат нека специјална левичарите улога или во тој зелените, не контекст, дали ние ќе го бранат продолжиме патот, меѓутоа еве ова Вајц го бара за да се изјаснат Европскиот совет околу протоколот, дали е услов. Ама кој се бори за тоа? 20 видовме дека го блокира, така? И се одложи таа седница. Сега во јуни треба да биде пленарната седница. До тоа што треба се пеглаат некои работи. По пеглањето треба некој тука значи да лобира. Дали лобираат нашите? сигурно, Преку кого веројатно. лобираат? Преку Орбан, преку
Не знам, значи ние немаме информации исто како за Иран. Добро, може Што се во прашање во случува позадина на тајна дипломатија, сега ние не Па можеме. може би, ама видите, таа тајна дипломатија треба нам да ни даде поттик на некој начин. Немаме никакви информации како ништо да не се случува. Во меѓувреме во јавниот дискурс имаме две тези. Ние не го менуваме Уставот и Европа е виновна што досега направивме многу отстапки, а таа не прави ништо. Богоме, ако се Тоа е следува единствениот овие став амандмани од- што излегоа денеска од страна на Па кој ќе ги побие тие? Да, претениците тие сега не зборуваат, дури еве има и одредени амандмани кои што велат и да го смениме, нели во тој контекст се некои од амандманите и да го смениме уставот, тоа не значи дека ние по автоматизам ќе го почнеме процесот, туку имаше некаква формулација. Христо, ако ти си во тек за да продолжи, но не баш онака директно. Па имаше информации дека имало амандмани за тоа докај не бил законот за јазици, балансир нешто внатрешна политика, мислам навистина имаше. Вака, јас едно време се откажав да следам евроинтегративен процес затоа што сватив дека тоа е една оксиморонштина. Значи тоа е нешто што не, го гледаш или еве, фата моргана, го гледаш, ама не постои. Така игра. Од аспект на тоа дека се ветува, а не се реализира во таа смисла. Постојано ти ги менуваат правилата на игра, постојано даваат нови некои самата Европа не знае што ќе прави со себе. Значи овој процес требаше да заврши негде до 2014 година. Солунската агенда кога беше? 20 и кусур години. До сега они не најдоа клjuč како ќе се одвија проширувањето. Макрон донесе една рамка, значи еден механизам кој е многу лош. Тука Србија најмногу беше фатена, затоа што Србија одеше и денешка врати на почеток. Мораше да се па добро, да. И сега он ти вика вака, повторно пак на почеток. Значи нас и да ни дадат сега некое придружно членство кое се спомнува у последниве 7-8 години. Значи да влеземе во единствениот заеднички пазар. Фазно приклучување, како да го наречеме. Некако во тој Шенген систем, ако не пикнат, што не ми се верува. Да немаме право на вето без немаме еврокомесари и така натаму, но ти си таму на пазарот и можеш да комуницираш. Тоа е многу битна работа за нас. И сега, што правиме со овие проблеми овде? Како ќе ги реши Европа овие проблеми кои дозволила преседани? Македонија е сериозен преседан. Оти се смени името, влеговме во НАТО, тоа беше поврзан процес НАТО Европска унија, одеднашка ти вика, не сега ќе одиме, па ќе правиме протоколи, па ќе влезат бугарите и не се знае кај ќе заврши целата таа работа. Современ македонски јазик, не знам, многу е матно. Европа е сега тотално во барање по новиот идентитет. Сметате дека не беше искрена Урсула фон дер Лајен кога го кажа тоа дека се бараат начини за тоа постепена интеграција, па и Марта Кос имаше изјава. Па се бараат, ама и не се бараат, затоа што не се знае. Видете, тројцава ќе седнат сега лидери на Европа, надвор од Европска комисија, едно ќе договорат, после 3 дена они ги менуваат работите. Не било тоа, ќе правиме нешто друго. Навистина е неизвестно. Они сега не знаат што ќе прават, има самит сега, нели? Во јуни, во Подгорица, така. И они сега не знаат што ќе прават, затоа што европската десница почна да се цепи. Европската десница инклинира кон ултрадесница. И не ќе проширување. Па не сака, таа ултрадесница не сака проширување. Во Франција гледаме дека има добар резултат на Лепен на локални избори, они ако дојдат на власт, пријатно. Они и референдум. Ама тоа говори дека ние од овие причини, ние, без разлика на вистината за која што говориш, ние моравме да најдеме процеп додека тоа не се случи, да успееме да направиме доволно реформи или некои услови кои што не ни се баш драги, да ги направиме, бидејќи ние ќе останеме трајно надвор. Ако ова се случи, ти што го велиш, десницата, ултрадесните, тие не сакаат никого. Па дури ни францускиот претседател измислуваше концентрични кругови и така натаму. Значи, ние додека уште некој не бара, ние треба да искористиме таа шанса. Мислам, нека друга опција и да сакаме немаме. Не, слушам сега говори политички партии, БРИКС, МИКС, Евроазија. Па кој не прима нас таму? Па ние 51 членка на земја на САД нема да станеме. Ќе останеме тука на место, закотвени, и тоа ќе биде нашата судбина, за жал, но овие граѓани во Македонија
се покажува дека и покрај сите кризи, политички и економски, достоинствени, се уште голем процент на изјаснувањето е дека тие сакат во ЕУ. Бидејќи ние најголемата трговска размена имаме со ЕУ, нашите граѓани не бегаат во Иран и во Русија, бегаат да работат во Европа. Значи, ние што поскоро треба да природно припаѓаме на... Природно треба да влеземе таму. Со сите тие, можеби, непријатни условувања што ни ги поставува Европската Унија, бидејќи другата некоја друга Европска Унија, некој друг состав може да биде полош. Тоа не знаеме, ама од еве ти сам велиш дека оди натаму. Од сигналите што се праќаат од таму воопшто не се оптимистички. Воопшто не се оптимистички. Ама и од кај нас не се оптимистички. Во ред, ама не можеш ти сега да се залеташ, па нас таму не ни го местат столчето вака фено да си седнеме фотеља. Не, само ни го стават па ни го тргаат. Ни го стават па ни го тргаат. Па и ние исто, таман да седнеме па ќе станеме. Што ние ќе им дадеме? Таман да седнеме, што ќе подпишеме таму? Ние играме иста пинг-понг политика со. Ама што ќе подпишеш таму кој ќе влезеш? Христо. Не е тоа така. Тогаш ви да бидеме честни политичари. Тогаш нека се откажат. Не сме ние политичари, не можам да зборам за честни политичари. Не, за нашите политичари. Ние си правиме некоја анализи. Нашата политика, нека не, како да ви кажемо, ти нив ги лаже, како што тие лажат незе, и нашата влада ги лаже нив. Јас сум го следел Страсбур и сите институции во Страсбур повеќе од 20 години и Европска комисија и сум видел можеби преку 1000 бугарски амандмани. Сум ги гледал вака и кога ги праеле на сите извештаи. Тоа на ништо не личи. Европа нема механизам тоа да го спречи. Па нема тие членка таму, па како? Па се шо едно време за која Европа? Па едно време Бугарија се бунеше во кога преговаравме зошто нашите предлози се прифаќаат и зошто ЕУ преговара на рамна нога, а ние не сме членка на ЕУ. Се сеќаваш на тие приговори од бугарската политика. Добро. Чекај, кој сте овие да ги прашувате нив? Да, затоа што некој на начин на кој што ти говориш непристоен нека биде, меѓутоа ти дава некоја шанса, бидејќи ти природно таму треба да влезеш. Која друга опција? Ние сме голема сила, да, можеби е тешко, но граѓаните бараат ние да станеме членки. Да, но ајде не можеме да идеме против нив. Не можеме. Николовски, во ситуација кога Урсула фон дер Лајен, Марта Кол зборува дека треба да се промена, поентата ми е велат ајде сега да одиме на постепена интеграција. Тоа од друга страна покажува дека Брисел не расчистил како сака да го интегрира регионов. До сега зборувавме за полноправно членство, за некакви преговарачки рамки, за некакви услови што треба да се исполнат. Од друга страна сега нудат некаква постепена интеграција. Како да се лута во целиот овој процес? Тоа ми е дилемата. Дали ние во таков случај кога се нема, можам да кажам условно предвидливост, треба да испорачуваме она се што се бара од нас. Колку е тоа? Не знам што е тоа се што се бара. Прво, тие бараат нешто што нам не одговара, реформи. Заборавете го дека они бараат само уставни промени. Значи ти за да влезеш во ЕУ треба да направиш. Тоа се подразбира дека ние мораме за сами себе. Тоа е проблем што домашните власти тоа не го спроведуваат. Толку власти се смени, ние не ги направиме клучните реформи. Една влада ја рушат за исти причини, после тоа ги има истите проблеми. Ако падна владата на овие на СДС заради корупција и низок степен на довера во судството, сега имаме иста ситуација. Па што се сменило? Значи, со право граѓаните велат, видете, овие влади наши се менуваат и тие во ЕУ се менуваат. Но Европа е единственото место каде што ние можеме да најдеме работа, донации и така натаму. Еве да споредиме со Америка. Америка е добро да имаш до себе. Не за друго, да не ти направи штета. Америка нити има инвестиции во Македонија. Америка нити ја притисна Бугарија. Америка не обезбеди гаранција од ЕУ за да не примат. Значи, што до сега имаме ние од Европа? Каков бенефит? За сега немаме ништо. Ако видиме дека може, добро. Ама за сега ние сме меѓу два огна и нашиот пат сами треба да го изодиме. Ние све чекаме нешто Европа да не викне, Америка да не турне, Бугарија да попушти. Никој нема да го направи тоа. Ние немаме нафта, ние немаме диаманти, ние немаме не знам како Естонија или Израел развој на IT технологија. Тоа што го имаме е ништо во однос на тоа што тие ни даваат шанса.
Апсолутно, а сме можеле да направиме нешто на некој од овие полиња. Еве, Па например, ние не можеме сега да не банализираме. доволно ќе беше да произведуваме Ние немаме храна. вециња, немаме кучиња полици, имаме ѓубре, имаме корупција колку сакаш, имаме судство што не функционира и се викаме примете нешто столчево. Па добро те примиме, ама сега Да, секако дека тоа не не е би логично, не е логично. Ама ние сме горди. Па горди сме добро, ама и тие се горди. Има Треба да седиш со тие првите луѓе во Европа, треба и ти да седиш до нив. И да ви кажеш, вето, ја не го прифаќам буџетот и не се согласувам со политиката на Франција. Молим, кој си ти? Да бидеме реални, Христо. Значи, има некоја игра. Па не знам, ја не сум таков карактер, ама во ред, тоа секој различно може да го гледа. Сега ќе видиме кој ќе дое за усвојување на буџетот на Европска унија, тој треба до година да се усвои. Тоа ќе биде ломови таму. Ќе се тепат за пари, а пари ќе нема. Проблем е сега они даваат еден предлог да се тргне тој консензус да се решава со квалификувано мнозинство, меѓутоа тоа е сериозен проблем за внатре за Европската унија. Ако они се решат на тоа, тогаш тоа е отворена врата за распаѓање на Европската унија ваква каква што денес ја знаеме. И никој не би сакал да се откаже од моќното оружје. Тоа исто со Совет за безбедност на Обединети нации. Земете му го правото на вето на Русија, она нема што да бара више Совет за безбедност. Може да каже пријатно и да си замине, да си работи. Како сега Трамп да речеме што прави обиди да направи нели еден нов модел на Обединети нации преку Газа. Одбор за мир како Втората работа е Европската унија ја гледа геополитикава, сака да се прошири, да ги затвори слабите точки на сегашните надворешни граници на Европската унија или на некоја идна Европа. Марта Коси, не знам кој рече таму, не сакаме, меѓутоа не сакаме да ни дојдат некои тројански коњи. Се треба да погаѓаме кои се тројанските коњи. Дали е Македонија тројанскиот коњ, дали е Србија тројанскиот коњ, дали Бугарија им е веќе тројанскиот коњ или Полска им беше тројанскиот коњ до лани. Полска која сега е економија. Да, тоа е прашање за Марта Коси. Бугарија. И сега секоја чест ти размислуваш така, секоја чест, мислам, немам што тука ти кажам, ја не размислувам така, јас не би одел сега таму, што викаат Боско трн. Каде би одел? Каде? Немам што да одам, си работам, бидам позицијава што сега имам. Внатре треба да се работи. Внатре треба да се работи. Никој нема да не окупира или нешто да ни направи. Па не знам, еве. Христо, не е за окупација, гледаш дека Во регионот зборуваат за војна, дека некој некој ќе нападне. економски кризи. Во економска криза ние не можеме секој сами да излеземе. Нашиот народ ќе трпи за цени, за плати, за пензии. И сега гледаме. Значи, ние не можеме си помогнем. Ние немаме нафта сами да си... Се е тоа јасно, Љубиша. Ама некој мора ти помогне. И ја бараме отворено, без срам, бараме помош. Ја имам дупки у стажот и ти имаш дупки у стажот затоа што некој не префрлал мамел и така. Па како сами, како? Кваката, кај е кваката у целава оваа работа? Кај е кваката у целата оваа работа? Кваката е, Христо, јас и ти, нашето може би да завршило. Ние и со пензија ќе истераме. Има млади луѓе кои што имаат семејства, кои што бегаат, кои што за да избегаат земаат бугарски пасоши. Може утре ќе земаат албански пасоши. Оваа држава, наместо да се обедини, да остане компактна, се раслојува. Бегаат луѓето, како времето на старите печалбари. Тоа е лошо, само старци ќе останеме. Тоа не е добро. Такво достоинство кога моите ќе заминат не ми треба. Неме, тоа не е од вчера. Па сега не е од вчера. Јас иселив 89-та. Знаеш што е работа? Ти може си шетал по белиот свет, ама многумина од државата не искочила да ние до вчера имавме визи. Македонија, Европа ја држи Македонија за раче и ја носи до Брисел буквално за да ја внесе. А Македонија никако да проди. Тоа е паралелен процес. 90 година сите партии се сложија дека ние сакаме во НАТО и во ЕУ. 94 година има собраниска резолуција, тоа ми е познато, меѓутоа како Македонија стана неуспешен проект на Европска унија? Имавме твининг проект со Словенија, твининг проект со не знам кој. На тоа прашање треба сами да се одговори. Не, јас ја прашувам Европа.
Зошто Европа да ја прашуваш? Па како Европа Па Европа ти ги потврди даде Македонија? шанса. Како? Па како Европа потврди у Македонија? Не, како Македонија потврди кон Не, Европа. обратно е. Не. Обратно е. Како па? Па тоа е неизин процес. Како неизин процес? Реформите чив процес е? На сите влади таргетот има реформи. Ние не ги спроведуваме реформите. Ни една влада. У таа влада Христо, па не седеа си од луѓе вчера. од Словенија, луѓе од Словачка, луѓе од не знам каде, доаѓа експерти и така натаму. Они сето тоа го гледаат. Еве сега имаш закон таму за обвинителство, Венецијанска комисија се изјаснила, не знам кој. Ти вика добро е, оди и Што така е натаму. добро? И пак на крај не е добро. Па не е добро. Па нешто Што речи рекла ни дека е добро? оценувањето или ушто? Или толку сме ние лоши? Ајде. Па, ајде праши го народот што ќе ти рече. Никако не им се прават реформи на прашај го политичарите. народот. Добро, ти Кога ќе се го во прашаш опозиција се народот, најаки.